Добре дојдовте на Томас Перформанс подкаст. На овој подкаст разговараме за разни теми од областа на спортот во Македонија. Павле Данилов, на здравје со водичка. Cheers! Многу ме мило што си тука на гости кај мене. Имаме многу за зборење. Јас ќе се обидам едно кратко интро да дам за тебе. Пред да почнам мора да кажам дека се знаеме 24 години. Exactly. Од првиот ден, во прва година средно, јас и ти се знаеме 24 години. Мора да признам, се поретко сме у контакт, што не ми е мерак, не ми е мило. Same here. Сум имал многу сродни моменти со тебе, се наоѓаме на слична фреквенција за многу теми и затоа ми е те мило што сега после не знам колку години се гледаме пак и затоа што имам многу интересни работи со тебе разговарам. Thank you на покана и 10 години се како се не ме виде. Ау, 10 години се. Неколку пати се слушаме, ке се чуеме, да се видиме, ама многу ме мило што ме каниш на нешто специјално вакво. И ете нова прилика. Мене ми е најмило, така да не за тебе интро е сати, ама ја па многу на кратко сакам да спомнам дека ти си основач на Revolution Computers, програмер кој што сам си го изготви целосно бизнис решение, потребно софтверско бизнис решение за собствената си фирма, од не мора да кажам, комплетно бизнис решение кое што сега дознав дека уствари се продава како продукт за други фирми кои што се заинтересирани. Да, скоро време. Како посебен продукт, ти си музичар, продуцент, но зошто си баш тука денес е и дека си првиот првак на Македонија во снукер. Имаш огромна заслуга и во креирањето на снукер федерација на Македонија, што јас знам од моите атлетски искуства колку е комплициран процес да се организира едно такво дело што се вика асоциација, да се организираат клубови, така да и тоа ми е многу интересно. И пред да ти предадам на тебе бината, морам да ти откријам како мене лично ти од секогаш си ми оставал впечаток. Како јас тебе лично те имам гледано. Баш И така ќе слушам. пробам да го сумирам некако чудно. Не сакам многу да знам кој што мисли за мене, ама ти сакам да знам што мислиш за мене. Не се киреј. Не е ни толку, кој знае, колку, не знам, контроверзно. Ама прилично едноставно. Ќе пробам да отсликам некоја слика од годините, после средно, после факултети, после сите тие работи, додека ние другите, а ние у наводници, ние другите, генерацијата наша, тие луѓе, тоа време, таа генерација, и да, са тоа огромна генерализација, ама реално не се сите снукер певаци, не се сите основачи на фирми, така што додека ние другите низ текот на годините сме си го одбрале по, да речеме, типичниот пат на леле, ај сега мора да се вработиме, па да се вработиме ушто по-убава типична работа, па седиме по фирми, па бркаме кариери и така натака. Ти, со самото тоа што го дадов како интро, на мене секојаш си ми делувал како, не ќе да кажам against the flow, спроти река, повеќе ми доаѓа како соло истражувач. Значи, ние другите сме следеле како тече реката и секој кажи речи истото пробува да го стекне. И иако ретко се гледаме, ретко контактираме, колку и толку сме наслушнувале еден за друг и секојаш кога сум се чуел за тебе, видео сега фирма отвори, видео сега е продуцент, сега е снукер,
И тоа ми доаѓало секогаш позитивно, преубаво, предраго чувство на дека мој другар мене бар ми остава впечаток на еден таков соло истражувач кој што некако оди контра реката. Ама сепак соло истражувач ми е поубав зборот колку дека не си баш контраш, не ќе да се свати сепак идеме сите на исти цели во животот, убаво кажа претходно. Да, и како изминуваат годиниве, посебно последни, со се повеќе ретроактивно размислување за животите, за искуствата, за изборите на луѓето што си ги прават, се почесто ми текнува на тебе дека си правиш некои такви избори што знам, дури не може да ми кажеш, знам дека си ги правиш за душа и дека си исполнет, си бараш да се исполнуваш одредени димензии од животот. Така да тоа е едно мое интро и лично отварање. Можам само да те прашам што те терало да си таков? Зашто? Што те терало? Много интересно. Ги наброја повеќето така поистакнати работи. Ја хронолошки може да ти кажам, веројатно и од фамилијата од кај што доаѓаш си доаѓа тој порив. Уште од дете сакав у нешто да се развивам, да сум добар. Почнав првично со електроника и сам поправав работи. Многу интересно кога нешто што не може сите да го прават, ти ќе го направиш и едноставно влегуваш у таква магија на чувство дека ти си повеќе. Тоа има и штетни, ќе збориме понатака, нели, штетни влијанија понатака во животот. Меѓутоа, кога ќе можеш нешто што сите го користат, ти да го создаваш. Значи, твојот производ, и денеска сум нели со свој производ ќе дојдеме до тоа. Значи, многу интересно кога си над другите со знаење, познавање и едноставно валја од тогаш, од електрониката, па после спортови, кошарка, точак, каскадер бев со точак едно време. Хронолошки ќе кажам, каскадер бев, полиција ме бара да ги обучувам полицајците пред да Сериозно? Точаци, да, после средно се случувало. На мој 18-19 години. Среќа што правиме. Скобав по скали се качува, 2 пати се повредив и се повлеков од каскадерство. Среќа гитарата уште беше тука, значи гитара почнувам, после тоа се посветувам многу, имам настапи, имам свој песни, имам. Не само гитарист, туку и автор, тоа сакам да знам. Да, имам своја музика која што ќе ја издадам како албум наскоро, се надевам, можеби нареднива година-две. Јас Сайн копија. Даунлоад, денеска сме во дигитално, ја тогаш. Не, ако имаш хард копи, од тогаш сум од времето, сакам научен сум, да. Може и плоче ќе направиме. Така да, гитара таму сум истакнат доста, имам настапи со наша една од најпознатите пејачки Елена Ристеска, многу денеска сме многу блиски пријатели. После тоа се случува да се зафатам со бизнис, кај што исто сам креирам. Сам сум, значи, пак истиот порив, сам можеш да направиш се, зашто се уклопиш у системов и шаблонов нешто те вози, кога ти можеш да си нешто малце повеќе. Пак ќе кажам, има и штетни влијанија врз животот, али у суштина нешто да се одвоиш, така да си подобар, да се бориш и тој порив да си појак у прајање на работите ми од детство. Се случува после нели у бизнисот. Бизнисот имам успони падови, меѓутоа не застанувам, се заљубувам у снукерот имам. Ке дојде на ред. Најголем успех, збориме вака надворешно гледано, најголем успех. И производ свој, кој што денеска едноставно ми го дава и животот за работката и така натака, и нешто што го правам секој ден поврзано со снукерот. Така да пак сум, цело време сум индивидуалец, да се вратам на што ме праша, едноставно од детство сум научен да одам по свој пат. Како? Зашто? Не можеш да одговори зашто. Знам. Затоа и намерно прашувам. За да не можеш да кажеш во една реченица. Едноставно поубаво е. Поубаво кога водиш по свој пат, него со толпата. Поисполнувачки е. Да, нема зошто, едноставно што малку не ме радува е што мислам дека всушност поголем број луѓе кои имаат тоа чувство дека си имаат пасии за некои други работи, ама понесени од масата,
одлучуваат да си ги заборават, да си ги запостават. Така во тој аспект ми е многу познато и да речеме дека едно од заштата е што ти едноставно не си сакал да го запоставиш. Да, дефинитивно Тој- тоа може да се каже најголем порив. Значи, кога ќе откриеш дека ќе сватиш дека имаш еден живот и да во тој живот да не го правиш тоа што го Да. сакаш не вреди. Да. Едноставно тоа може да го сватив на млади години и секогаш реков ќе го правам тоа што го сакам. Да речеме тоа дека е клучниот момент. Го имаш сватено на млади години. Да. И да оставиме на тоа. Сепак, овој подкаст, така, не му е многу строга темата, но моите се строги и силни интереси за спорт. Примерно зашто многу нормално и да се видиме, да си споделиме, да се апдейтираме Да. на информации, дефинитивно. ама за тоа што сум јас опседнат за спорт, за тоа и си ти примерно тука, ти го спомна снукерот како кариера, смеам да кажам. Може слободно, пошто планирам Во последни години, во доста години, како што реков јас, ти си првак на Македонија, повеќе пати, 4, 3, 5 пати. Чисто да сме технички точни, се формира Снукер Федерација на Македонија под полно акредитување, со полна акредитација од Агенција за млади и спорт, и откако постои, се креира првото официјално државно првенство и е многу интересен факт бар за мене што ти си првиот официјален првак на Македонија, што предпоставам и автоматски те рангира и интернационално, затоа што федерациите се понатака и членки на европски и светски Точно. федерации, па Точно. постојат ранглисти, ти си ти си првиот од Македонија кој што и интернационално е присутен во снукер светот. Сега, сигурен сум дека на многу луѓе на прв поглед ќе им биде чудно и нема да им одат двата збора еден до друг, снукер и спорт. Ама јас ќе ти кажам зашто ја мислам дека е снукер спорт. Ти знаеш дека моето спортско искуство е атлетика, велосипедизам, кошарка, триатлон, по, да речеме, типичните сваќања за што е спорт. Но јас, како спортист, многу убаво знам дека менталниот аспект на било кој спорт, перформансот и барањата за успесите во спортовите после одреден број на години, на искуства, на усовршувања, успесите воглавно се сведуваат на тој умствен капацитет и тренинг кој што е потребен за спортот. А тоа е факт што верувам дека никој не може да го оспори, дека успех во снукер бара ненормален успех во тој ментален тренинг, тој ментален перформанс. Затоа и снукер, и шах, и такви дисциплини со полно право треба да си се нарекуваат спортови. Да не зборам и за физичкиот аспект. Еден меч во просек во снукер може да трае со сати. Точно. Пробај да застанеш и да стоиш на нозе со сати. Тоа бара и дури и од физички аспект може некој да си најде оправдана причина зашто е спорт, но за мене лично, како actual спортист, снукер е спорт заради тие ментални аспекти. Затоа ти си тука како спортист снукер. Thank you. И те молам, раскажи ми надолго и на широко како почна со снукер, зошто, твојот раст во спортот и само за да напоменам, како што спомнав, ти си првак, но имаш и огромно интернационално присуство со солидни резултати интернационално од аспект на победа
многу победи на турнири надвор од Македонија, не само Македонија. Да. Така да почни од првиот меч до Thank you за До прашањето. кај Освен на излегување навечер у кафич некаде, што сум бил прашан со така поише простор да се искажам, вака официјално пред камера за некој високоценец спортист кој што си ти за мене. Фала. Не сум бил прашан да си кажам детално како што. Кажи си. Љубов, едноставно се заљубуваш во нешто што ќе го пробаш. 2009-10 година почнав да играм многу билјард со еден другар, ама многу, тоа значи завршуваме со работа, се наоѓаме играме билјард. И почнуваш се обседнуваш со некоја игра, почнуваш да се подобраш, ќе дојдат и други друштва и други другари и така натака. Гледаш дека се двоиш. Како у секоја работа претходно што спомнав. Гледам дека се двојам, значи прво од 10 пати играње, 9 пати јас ги победувам. Мене ми треба повеќе, едноставно сваќам. Узмувавец со тој другар Цаци да го спомнам, комшија од Девармало, ми вика, имам еден другар кој што игра многу профи, има своја штека, вака така. Почињаме со билјард, тоа е многу битно да се знае. И подостапен е билјардот, од секој што бил подостапен кај нас. Не ни знаев дали има снукер во моментот, иако играв и во КМ билјард клуб, кај што имаше една снукер маса, имав проба на снукер претходно, ама не знаеш што правам. Земам штека, прво примети дека се потенки штеките, помали топките, потесни дупките и се што доаѓаш после билјард, ако дојдеш на снукер, до се што доаѓаш е фрустрација, пошто немаш топка да ставиш и викаш ова не е за мене, бегаш. Меѓутоа се отворив малце и го донесе Перица Голомејки, еден од нашите играчи, има една лига освоена, го донесе во Хазард клуб и извади штека и мене се тоа ми изгледаше многу јако. 2010 година. И викам, вау, колку е јако, и викам, спремен со штека своја игра и така натака. Гледам дека има другачија став, другачија ги удира топките, другачија гледа играта. И викам, морам јас да бидам подобар, не можам, кога ќе видам нешто што е некој нешто што може и некој дека тоа го ужива што го прави, викам, мора да можам и јас вака и подобар. И почнаме со него да играме неколку пати така друштвено и ми кажа се отвори некој нов клуб во Скопје. Ајде да го најдеме клубот, како што ми објасни, ќе одиш кај медицина тука што е ова она и тука една уличка ми објаснува нешто, не знам кај ме праке човеков. Одам ја кај медицина кај што е влезот и буквално тој влез влево. Влегувам внатре, студенти ме гледаат што бара тука, викам билјард нешто, вика има тука. Влегувам во една малечка сала, интернет кафе и билјард маса. Викам, овој како ме зезна, викам, си отидов и на идење со наш школски, Александар, близнак. Викам, чекај да провериме на друга уличка и кога влеговме, се стопив. 3 професионални билјард маси прв да видам на Македонија и една снукер маса. Океј, има нешто повеќе во ова. Тоа е моментот кај што гледаш дека има нешто повеќе, претходно си видел еден добар играч и продолжуваш да играш билјард на многу повисоко ниво. Билјард се билјард. Сега ќе ти кажам како се префрлив. Игравме билјард 2010-2011, газдава на клубов, стаја една снукер маса, на таму многу малку се игра, многу мал интерес. А него му е љубов од детство. А ме види играм билјард, ми ја гледа техниката дека се подобрам, јас сум тој што беше таму поприсутен од сите вработени. Работата ми дозволуваше, нели, нормално приватен бизнес. По целиот ден си играв билјард, лаптопот си го носев, ке си сработев нешто таму. И вика, што преш на билјардов, доаѓа, вика, снукер, вика да пробаме да поиграме газда, Лазар. Денеска е председател на федерација. Беги од билјардот, тоа е бижутерија, дојде кај диамантов. Само тоа ми го викаше, бижутерија е тоа. Што е многу убава метафора. Да, и почнав комбинирано, малце снукер со него, со некој ке дојме снукер. Правилата не ги знам, а веќе наредната година 2013 се убацувам, се вклучувам во лигата за снукер и ја освојувам. Немаше многу јаки играчи тогаш, признавам, да. Меѓутоа наеднаш доаѓам во нешто и комбинирано играм. Имав освоено неколку мали пекарчиња, да кажам мали, затоа што мали турнири локални кај нас во билјард, со добра бројка на 20-30 играчи. Али влегувам во снукер светот кај што имаш околу 20 играчи, кои што исто не посветени до тогаш, нели, по време игра, ама постоеше, успеал газдава да ги повлече сите на снукер.
и едноставно доаѓаш подобар си од сите и викаш чекај. Тука беше моментот. Ако со толку малку да, посветаш, јас што ќе можам биде тука со да повеќе. бидам повеќе. И веќе 2014-2015 година откривам нешто огромно. Дека не можеш да ги комбинираш два спорта посебни се. Ти убаво кажа дека нели спорт е снукерот и за некој не сватливо дека е спорт, или за шахисти, за шахот дека го гледат како дека не е спорт, дека е не знам игра некоја и така натака. Меѓутоа тоа се што го направуваме се спортови и секој е тотално различно. Билјард и снукер ти е пинг-понг и тенис за мене. Пинг-понг и тенис. Толку е различно. Толку различно, толку е исто различно. И таму има мрежа, и таму има терен, таму има ракети, таму има топче, и овде има штеки, овде има топчиња, овде има дупчиња. Меѓутоа поголема маса е 12 фита, ова е 9 фита. Тоа ти е 30% повеќе. Имаш потесни дупки, помали топчиња, потенка штека и све е многу потешко, пософистицирано. И многу подруга стратегија со бркање на поени, со надмудрување и самата игра која што се вика снукер со криење на топки. И више ми се отвори нов свет. Реков мојата штека за билјард, повели на еден мој поклоник, може да платив се на се цела опрема и таа опрема е скапа, може ако ме кошташе 700-800 евра, ја продав за 150 евра, само да бегам од билјардов, пошто тоа е друг спорт. Кога сватив тоа, почна и успесите, почна прогресот, почна со тренинзи. Значи ти го кажа баш на хронолошки како беше почетокот, да. За да више во 2016 година, малку ми е тука, веќе 2 трофеи имав локално освоено од 3 години, малку ми е тука и почнав да се интересирам надвор да идам некаде, нормално најблиску прво, Бугарија, Србија, Албанија. Грција мислам дека не играат баш снукер. Едноставно 2016 година бев прв пат со сосема непознати луѓе кои што беа тука за да инсталираат маси, ми кажа има турнир во Бугарија, влегов во Бугарија и изиграв еден турнир, ме исплеска убаво. Да, видов други стандарди, видов многу појаки играчи и почнав више стварно да го гледам како нешто, да, како нешто по-тешко, по-софистицирано. Друг левел дека постои и после тоа уште еден повисок левел и повисок левел и повисок левел. И неколку пати отидов во Бугарија и едноставно веќе бев непобедлив еден период кај нас. Значи станав многу доминантен во спортов кај нас. После искуството надвор, толку ти го крена своето ниво. Сега, после тоа надвор тука, има и друго надвор, и трето надвор, додека се стигне до професионалец, тоа е огромна патека, ќе збориме понатака, нели, после за перформанс и за такви, да кажам, посветени луѓе што се посветуваат во животот само на тоа. Бидејќи во моментов се работи за нешто што ми е мене 5-6 во животот, ама сепак сум му се посветил и сум успеал за наши стандарди, може би ова не го знаеш ти. Сепак е на светско ниво, значи стандардот е превисок, премалку се горе, ретко секоја година гледаме да се пробијат нови 1-2, сега кинези, нели, пошто се најмногу квантитативни, ретко се пробиваат нови, премногу софистициран, изострен спорт. Снукерот станат се повеќе телевизиски застапен и популарен и едноставно стесната горе обрачот многу. Барам многу посвета од дете да почнеш од млади години, меѓутоа докажам дека еве на постари година, 28 година почната, можеш да направиш успех локално, да бидеш добар пример за наредни генерации. Дефинитивно е спорт кој што бара посветеност од млади години за цел живот. И тоа едноставно стигнав до ниво да 2020 година да пред пандемијата да сум откако федерацијата добија акредитација, да сум првиот официјален шампион на Македонија во добра конкуренција, во одлична конкуренција, веќе имаме кај нас малку посозряне веќе спортот. Околу 10 играчи кои што ми се сериозна конкуренција имаме кај нас. И многу помлади, што почнале помлади, и многу постари сениори од билјард дојдоа во снукер. Тој ми е соперникот кој што годинава ми го зема второто место, односно 2021. Така што, да, голема гордост да освоиш, да бидеш првиот, нели, запишано историја си така натака. И голема одговорност да си добар пример, затоа што
треба да си за наредни генерации, нели, во секоја работа што е да правиш добар пример, убаво чувство е. И плюс не планирам да застанам, планирам да продолжам. Убаво е во снукерот како спорт. Спомнати дека, нели, пак ќе го кажам истото, за некој не сватливо дека е спорт, затоа што нема физичка инволвираност како во атлетиката, како во велосипедизмот или триатлоните, да не спомнуваме. Дефинитивно треба физичка спремност. Тоа сакам да кажам, дека треба физичка спремност и најубавата работа е што можеш сепак со не многу физичка спремност до многу постари години да го играш спорт. Така да јас продолжувам 37 имам вајде сега. Значи се многу окей години да продолжиш и да се развиваш, што е многу важно, многу важно. Има тука пар работи што сакам да ви кажам колку луѓето се поголемата маса ограничени дека е касно за нешто. Не. Знам. Ќе збориме многу и за тоа може да збориме. Многу ми викале за се што сум правил сам во животот, од страна не можеш. Касно е. Благодарен сум многу. Касно е. Да, може знам дека можам и дека не е касно, да. Дефинитивно сум им благодарен на сите што кажале, затоа што кога сакаш нешто, ќе му најдеш формулата, нели, да кажам, ќе го истенчиш патот, краткиот пат да стигнеш до најдобар перформанс за тие години што ги имаш, така што да, не се откажам, терам дале, сакам да освојам и годинава титулава, може да си кажам, јавно 2022 сум спремен више да се дадам, 2021 не се посветив, трето место најзаслужено завршив. И така што продолжувам напред, тоа е поскратена, иако ми дае општо да зборам колку сакам, поскратена верзија, може многу детали да кажам. Гордости големи ми се 2 пехари во Бугарија освоени. Во огромна конкуренција 2017 година, Classic Open 6 турнир поред што се одржува, најдобрите од Бугарија доаѓаат. Трилер финале, 4-3 победам во финале и ова го кажав на интервју, на граница. Првиот пехар го носиш во Македонија, од снукерот, од кога постои снукерот, од кога постои Македонија. На граница. Да, на граница доаѓам. Државна граница. Да, на граница доаѓаме со газдава на клубот и он беше учесник на турнирот, двајца од Македонија бевме. И викаме сега на граница ке не прашам што имате да пријавите. Пехар. И доаѓаме на царина, што имате да пријавите? Имате нешто? Имаме, вика. И сите се накостреши. Добра кола вози газдава и сум витални малце. Викам, имам да пријавам, викам, нешто многу важно. Првиот пехар, викам, на снукерот Македонија го увезуваме. Без царина. Честита, сите не пуштија, не сопре полиција, покасно вечува, нема секојаш кога зборам, посебно беше, не сопре полиција, пола саат. Ни кажува кои играчи ги знаат, колку гледаат снукери, јас се прерадував дека снукерот станува нешто популарно. Едноставно магичен момент беше, за да после понатака станам и тренер во снукер, официјално. Да, ќе кажам. Што ќе збориме подоцна, можеби, да. Така што едноставно љубов, така почнав, така терам. Не можам целосно да се посветам, признавам, меѓутоа кога го терам сега последно време снукерот, гледам да е по сите принципи, правила за успех во спорт. А тоа значи оптимален перформанс. Да, оптимален перформанс. Тоа значи кога одам на тренинг да тренирам, одам на тренинг да тренирам со фокусирана намера, паралелно да лајфстајлот. Паралелно не можеш да бидеш пијаница и снукер играч. Имало некој, ама не се веќе на ранг листа. И не се меѓу нас, Алекс Хигинс е легендата, кој што и со пиење, и со други, и со све, меѓутоа многу кратко трае. Значи треба да имаш одреден лајфстајл, кој што ќе го живееш, за да можеш кога ќе отидеш таму на терен, ние го викаме ипак е маса, али на масата ја кажано, да го извадиш твојот максимум, да си најдобрата твоја верзија, така натака. Неколку моменти ми паднаа во око, како интересни. Прво дека ми се свига што размислуваш за идните генерации. Тоа е посветуваш дел од себе за нешто што е поголемо од тебе. А тоа е иднината на спортот и пример да покажеш дека
дури и на одредена возраст, не постојат тие граници, се измислени од луѓето, не постојат граници. Дефинитивно. И сигурен сум дека си пример и масовност и пример за дека може, па тој пример потоа се користи за да има се поголем замав и масовност спортот, но и пример дека годините не значат ништо, затоа и ја можам да потврдам, и јас сум 38 години и сум во најдобра форма во животот. И аеробно и значи, во секој аспект на тренингот сум по сите метрики. Се што е потребно е лајфстайл, фокус, здрави одлуки, тоа е тоа, и менталниот аспект. Дефинитивно. Но другиот интересен момент што го спомна е дека и покрај сите овие успеси, покрај тој голем фокус, ти рече сепак тоа не ти е на прво место во животот, да речеме. И мислам и логично е, не кажавме, ти си на многу места поделен, собственик на бизниси, продукти, софтвери, ќе ги спомнеме, многу ми се интересни секако. Што од една страна да, логично е, не ти е на прво место, но по друга страна е нелогично кога си толку успешен, а не ти е ни приоритет. Што ме наведува на тоа што го кажа со самиот врв на спортот, глобално, светски гледано. За тоа па сум многу свесен колкава дедикација бара. Многу убаво знам кога е професионален снукер играч во Англија, дека спие, се буди и додека си легне секоја минута од денот или е директно поврзана со спорт, или индиректно ја гледа низ призмата на дали ова ми помага за играта или не. И тој левел на фокус е тоа што ја прави таа игра толку уникатна. Знаеш како е снукерот, каков спорт е? Многу луѓе го гледаат на телевизија. Тоа не знам дали ти е познато, може покасно си станал свесен, ама јас играчите ги знам, правилата ги знам и знам дека не сум сам. Знам дека многу луѓе Дефинитивно многу порасна популярноста, значи. Не порасна, значи ја многу години. Да, многу години, меѓутоа последниве 5 до 7 години екстремно, значи популарно е, особено на Евроспорт, која што е нели популарна телевизија. Ама што се случува? Значи, огромен број луѓе знаат многу за снукер. Гледаат цели турнири од прв до последен меч на европско, на светско, ги знаеме имињата. А не знаат колку е. А не знаат, односно, бар ја лично, гледајки го, си викам, тук ќе пробаш. Да. Тоа во спортски жаргон се вика entry level requirement, за да дојдеш до ниво у кој што си способен барем да играш по правилата. Тенис е сличен. Секој мисли дека има топче, има рекет и ќе го мавне и дека топчето ќе премине на другата страна. Се додека вистински некој што не играл тенис земе за прв пат рекет и му летне топчето за прв пат и или ќе го утне, или ќе го удри и топчето ќе заврши преку вадар. Тој енормен скок во вештина што некој треба да го има за барем да може да игра, не да игра на ниво, за барем правилата да може да ги следи, така бар за мене е и снукерот. Сите го гледаме, и стратегии, и добро технички го изведе ова Селби, ама утна со снукерот тука требаше, значи дури сме експерти кога гледаме на телевизија. Се дека не го фатиш стапот, не знам ни правилно се изразам, како Q. Имаме македонски. Штека е останато. Се дека не фатиш на вистински и се фатиш себе си дека не знаеш ни раката кај треба стои и дека ако пробаш со стапот ќе заврши у таван. Огромен број сати и повторувања и неоткажувања и соочување
на фактот дека си апсолутна нула. Огромен број сати се потребни за воопшто да можеш да застанеш на маса и да изиграш еден меч, не еден цел фрейм. Каков меч, фрейм еден да изгураш. Најточно е се што кажа. Ама, откако ќе помине таа граница, тој entry level скок на стекнување на тие вештини, само што си влегол. Само што си влегол. Да, буквално. Ја не можам да замислам кои се тие бесконечни сати поминати во повторување на навиду невероватно едноставна моторика, да ти ја доведеш до ниво на перфекција. Има моменти кога јас сум кажувал ова е веќе уметност. Ова е веќе уметност. И сега ти ми кажуваш дека не ти е ни приоритет, си неколкократен шампион. Добро, премала е конкуренцијата, дефинитивно. Па добро, што треба да правиш за да... Премала е конкуренцијата кај нас. Мислам, добро, тоа е имаш очигледно. потенцијал, многу имаме 20 играчи кои што не се активни во снукер светот кај нас, а беа активни и ми се двајцата мои први ученици, мојата гордост. Значи, деца кои што доаѓаат, ја зимаат штеката во рака, првпат ја допираат чојата и ми викаат што да правам со ова, што не знаеа да играат, кои што тешко ги победувам денеска. Не играат сега, едниот не играат добри 2 години или 3 години, а другиот игра билјард, за жал. Помладата, јас знам дека ќе се префрли на снукер еден ден, меѓутоа сакам да кажам, ми кидна мислата. Тие ти се примери за играчи што дошле до тоа ниво? Ми кидна мислата, сака да кажам за левелот на играчи кај нас, значи немаме конкуренција доволна, меѓутоа се појавија некој што почна и со таленти и сакам да ти кажам уствари дека многу пати сме се расправале на темата, сме дебатирале по 10 сати буквално за талент. Што е талент? Многу фала што го кажа тоа. Извини, знаејќи ги сатите потребни за да се тренира таа вештина, која што е неприродна човечка вештина, никој во пештерско време не го правел тоа движење. Да. Каков удел има тука талент? Што е талент? Толку расправања, особени се тие? Толку викања и у гласна музика сме се расправали и во кафичи, и во дискотеки. Добро, твојот став кој бил? За на крај, јас кога дојдов до еден совршен збор што ќе го замени зборот талент, добра, морав да пукам многу јако сите да ги погодам со тој збор и да прифатиме да сме окей, више да сме мирни. Ајде. Предиспозиции. Добро. Предиспозиција. Раце, нозе, полубистарум, не мора многу бистарум. Ти треба да си функционално тело и функционален ум. Тоа се предиспозиции. Се друго е тренинг. Јас. Се друго е знам што сакаш да кажеш. Да учиш и така натака. Значи, ако немаш предиспозиции, имаме клипчиња денеска инвалиди што удираат топчиња. Значи без една нога па игра или од инвалидска количка, без една рака, па со подпирач па ги удира топките и ги внесува. Значи, основните предиспозиции да имаш функционално тело, функционален ум. Значи да не ти оштетен. Се друго е импрувмент со подобрување со тренинг, посветеност ми е зборот што често го употребував на ученици што ги тренирав изминативе години, така што посветеност е можеби основата и до нивото до кое што можеш да стигнеш се стига само со тренинг. Не дека секој може да биде најдобар. Меѓутоа, тоа е моје гледање и тоа го кажувам на секој, без разлика дали има 6 годишен ученик најмал, не можеше масата да достигне, но на него му зборав работи што може би на ден ќе ги слушне подсвесно ги запамтил. Не е да си најдобар, туку да си најдобрата верзија од себе. Многу точно. Тоа е за мене основата во снукер, во секој спорт, во секоја работа во животот, во секоја област, во постоење. Да видиш најдобрата верзија од себе. Тоа што го правиш ти колку што можеш максимум. Јас многу слична реченица користам, кога некој
е соочен со таква некоја дилема, ќе го види светскиот првак и веднаш ќе каже нема да бидам светски првак. Многу слично, не е да си најдобриот, ама сигурно можеш да си многу подобар од сега ти. Точно. И тоа е доволно. И не е ни крајната цел важна. Фактот што ти себе си ќе се гледаш подобар од ден на ден е важното. Тоа е исполнувачкото. Дефинитивно магијата, ја го викам магијата на животот е да бидеш инволвиран во процесот, а не во целта. Так. Но сепак, кога спомна тренинг, спомна и ум. И мислам повеќе очигледно е дека за успех во снукер менталниот тренинг е тој што ја прави разликата од победа и пораз, да речеме толку едноставно. Мене како тренер многу ме интересира затоа што појма немам. Можам да замислам кој е физичкиот аспект на тренингот, окей, репетиција, оди, појавувај се, вештината, повтараја бесконечно пати, ќе и совршиш до одреден степен. Тоа и не мора многу да ми го објасниш, ама менталниот тренинг како изгледа, какви техники се користат, дали се користат. Претпоставувам дека има димензија на ментална издржливост, држење фокус. Те молам за тоа малце да ми објасниш. Да, тоа е најголемата тема во снукер. Значи најголемата тема е ментален. Добро, сепак. Да, ментален овакво. Ако не успееме овој подкаст, ќе дојдеш уште еднаш. Нема проблем. Ако треба лайв ќе правиме со прашања, нека поставува луѓе прашања од искуство. Прво да се каже дека се зборам од искуство, не зборам вади, але ако нешто ќе кажам плюс што не сум тоа е јасно. го прочитал од некои луѓе што биле многу искусни во тема. Тоа и тебе те прашувам. Твоето искуство ме интересира. Да, искуство е, значи ова е буквално искуство. Во снукеров спремност психичка или ментална, поубаво звучи ментална нормална. Ментална спремност значи оној комплетен лајфстайл што го спомнав. Не можеш да дојдеш да играш меч и наеднаш да притиснеш на некој копче во умот и да се трансформираш во тој што треба да бидеш на мечот за да го извадиш твојот максимум. Дефинитивно треба да живееш живот кој што те прави фокусиран, смирен, сталожен, да ги гледаш работите што се случуваат без да ти влијаат. Тоа све уствари. Тоа е се што можеш некои примери да посочиш? Што ти правиш за да си таков? Да, ќе дадам сега баш примери. Така што комплетниот лајфстайл ќе се покаже во твојата игра. Многу често се случува ние кога играме снукер, дали е пријателски меч, дали е на турнир, особено на турнир кога сме во официјален дрескод со официјален кодекс на однесување. Кодексот на однесување е посебен во снукер, нешто што ми е фасцинантно од првиот ден, каде што нема комуникација, не збориш, апсолутна тишина и публика тие што гледале во Крусебол кога има по не знам колку 2000, 1500, не знам колку беше капацитетот на Крусебол арената. Толку луѓе, а мува се слуша. Значи тој лајфстайл можеш да си го донесеш, да се вратам на тој лајфстайл, можеш да си го донесеш овде, немаш копче свич да направиш. Можеш да си човек кој што се гледа од страна. Значи да го контролираш тоа се. Па го кажам ја многу едноставно. Не, многу убаво знам што сакаш да кажеш. Многу убаво. Многу сакам да го кажам целото наеднаш еден збор, не може така. Значи посветеност во снукер значи посветеност. Мајндсет добар во снукер значи посветеност во животот на смиреност, концентрација и така натака. Така се пробувам да го сумирам во една реченица. Да. Не, многу убаво кажа да се гледаш себе си од страна и тоа мене ме асоцира на mindfulness пракси, awareness пракси. Тоа се техники кога се случува стимул од надвор, кој што автоматски предизвикува реакција во твоето тело, дали емотивна, дали физичка,
постојано сме Тоа соочени сме со го кажано, стимули. да. Да, Тоа сме не, го кажано за дека тоа да. ме асоцираше. Да се гледаш за да се контролираш. Начинот на кој што ја контролираш реакцијата е да take a step back и кога ќе дојде стимулот, да си ти во една состојба на умот кога ставаш пауза на реакцијата, и тоа мислам и дека е веќе научно докажано дека постои еден бафер предел од доаѓање стимули од надворешната околина до кога човекот има контрола да го анализира стимулот и да одлучи дали реакцијата ќе биде таква или онаква. Точно. И тоа се начин на кој што тоа се постигнува, баш како ти што кажа. Па за да дојдам до Се главното. гледаш Од себе страна. Значи за да дојдам до главното. Кажавме за, нели, предиспозиции, не талент. Океј, ги имаш сите тие работи. Земав лиценца за тренер, сега може ќе влезам во тема која што посебно се. Ако земав ќе лиценца за тренер 2017 година. 2017 година ја земав првата диплома кај што беше издадена од туторот, а после официјално Европска федерација ме лиценцираше во 2020 и ги издаде во почетокот на пандемијата баш официјалните сертификати. Земав школа, обука од некој кој што неколку животи посветил, јас ќе кажам, пошто ги анализирале претходните тренери. Да, земав од школата на PJ Нолан од Северна Ирска, преку тутор од Бугарија, Братислав Крстев, јас и уште двајца наши играчи, стана тренери, и научивме она што е техника. Меѓутоа што ни кажа, тој вика 50% е техника, 50% е психологија, го кажуваш. Психологија. Да, психологија, 50% техника. Ти кажеш што е тоа, што ви кажа за психологија, многу ме интересира. Јас веќе не се согласувам со него. 0,5, 1% е техника. Аха. Да, 1% е техника, 99% е Во тоа не се согласуваш, во процентите. Дефинитивно, некој ќе го, особено помлад ако е, ги има предиспозициите, не талентот, предиспозициите, ќе го наместиш во став, ќе го научиш се како треба да прави, со неколку тренинзи, неколку кажам, може да бидат 5-16 тренинзи, може да бидат буквално, во рокот 2-3 месеци. Ќе го научиш 30 на час, Да, ќе го научиш како основни вештини се стекнуваат. Да ја држиш теката, како да го изведе ударот и така натака. Користејќи ги сите закони на физика за тоа да биде at ease, со лесноќа. Да денес како си се мачал со многу енергија да постигнеш таков удар, технички тоа да го изведеш. Да, тука нема ни дискусија, тоа е мускулна меморија, моторика. Се решава у краток период. А останатото, се враќаме на мајндсет, е постојана работа. Постојана работа, тоа значи, ти ме праша преска како беше на прашање како ние го гледаме тоа. Што треба човек да прави за да сконцентриран? Да, пример. Во лајфстајлот што ги правиш за да дојдеш до тој лајфстајл влијае таму. И преска сакав да кажам дека ние кога ќе одиме на турнир или на било каков меч, викаме според тоа што му се случи во животот, така изигра. Многу точно. Така изигра. Надпреварната рефлексија на неговиот ум. И секогаш било така. Јас се сеќавам, сега спомнам една бивша девојка. Значи, кога бев заљубен во една девојка, кога ми водеше се убаво на тоа поле, снукеров ми беше толку лесна играчка работа, пошто не бев оптеретан со некои мисли. Спортските психијатри во Англија често им предлагаат на снукер играчи побрзо да се оженат за да го занемарат тој дел. Сите фокуси што ти се од категорија области, стварно. Категорија како хороскоп, љубов, здравје и кариера. Љубов и здравје ако ти се решени, овде тука сега цепаш. И тоа спортските психијатри, Стив Питерс, еден најпознат, Ронио Саливан го има вратено на прав пат. Тоа ми е познато, дека си има вратено и има работено со психијатар. Тоа е целата поента, да ги средиш сите работи и каков си ти во приватниот живот се покажуваш на маса. Ако јас сум снукер играч и дојдам да играм со тебе снукер меч, јас ќе видам тебе што ти се случува во животот како мечот. И тоа не може да поверувам дека е така, кога го земавме курсот за ова кога нели кажавме 50% психологија, дефинитивно 99% психологија, останатото е техниката се совладува за брзо време. Можеш да му го извадиш максимумот на некој според неговите предиспозиции, може да има искривување,
не знам, на рамото, па не може така да држиш теката, ќе му ја најдеш неговата, најдобра, нели, физичка поставеност, став и начин на играње. Меѓутоа психологијата е нешто што е 100% конектирано со лајфстајлот Да. и бара постојан импрувмент, постојана работа. Никогаш не можеш да кажеш готово стигнав до тој левел, Не. како и секој спорт, нели, не збориме дека стигнав до левел кај што више нема да ми смета ништо. Не само стигнав до левел дека сум добар и готов, него денеска нема да ти смета, утре ќе ти смета. Работа што денес не ти смета, утре ќе ти смета. И често во снукерот, особено во кју спортови се случува тоа, не знам во шахот како или да не навливам, значи пак од искуство сакам да зборам. Често криви ни се други. Овој ми мрдна од публика, не знам, судијата ми стоеше вамо ова. Често криви ни мене веќе не. Криви ми беа, можеби на почеток кога учев. Криви ни се други е нешто што треба да го тргнеме од старт и кога ги учиме новите играчи или кога спремаме некој спортист, општо да кажам за сите спортови, дека без разлика што се случува, значи ти треба да го имаш истренирано мајндсетот за во секоја ситуација да си максимум перформанс. Да. И постојано да го тренираш, што ми е многу важно, многу битно што сакам да го кажам, пошто многу мисла дека ќе постигнеш на ниво и остануваш на тоа ниво. Не. Дента кој ќе престанеш си чекор назад. Да. 2 дена си 2 чекора назад. Тоа во мојата сфера на коучинг, перформанс коучинг, го викаме да го контролираш егото. Кога некој друг ти е крив, тоа е само знак на дефанзива, ти си го браниш своето его и некој друг е крив. Кога ти го контролираш своето его, ти пак си на еден начин вон своето тело. Ова е сега pure performance, значи ова е, не можеме да кажеме машина, затоа што сепак се емоции во игра, но се случува перформанс, постојат стимули, акции, реакции и тој другиот што мислиш дека ти е крив е само уште еден извор на предизвик, кој што, ако твоето его е надвор од патот, ти ќе бидеш фокусиран на како ова ќе ме научи за да се справам сега или наредниот пат. И дали си победил или поразил, ако го контролираш егото, си со правилен став за развој. Точно. За утредента да можеш да гледаш пораз и да тоа биде, окей. Дури и за тоа многу често се кажува дека од поразите повеќе се учи отколку од победите. Точно. И пред да предам на тебе, спомна дека си тренер, начнавме неколку моменти од тој ментален аспект. Сега малку поконкретно би те прашал, ако можеш да ми одговориш, дали ти лично или сега веќе откако си тренер, предпоставам и тренираш и други, дали ти лично или на другите кои што ги тренираш, им препорачуваш, им даваш одредени тренинзи за умот, техники за дали се тоа медитации, дали се тоа, рековме, mindfulness и слично. Да, вака да се надоврзам таму што не кажав, што кај мене како искуство. Медитација. Ето. Медитација. Предпоставував и за тоа ќе те прашувам. Медитација е лек за тело, ум и емоции. И не е можеш да сакаш да откриеш детали или слободно. Кој стил на медитација? Слободно, да. Значи, основното знаење што треба да го има некој дека е тоа, дека е лек за тело, ум и емоции. Меѓутоа, поише би рекол не дека е лек, туку дека е алатка. Ја кажам како алатка, ама алатка која што треба да се конзумира често, затоа го барам зборот, значи може да те прекинам. Редовно. Може да те редовна прекинам. терапија. Така, може да те прекинам. Мене многу ми се свиѓа и претпоставам дека нова мислиш, затоа што и јас си имам најдено на исто место да пробам да му објаснам на друг. Англискиот термин се вика meditation practice. Точно. И зборот practice е многу клучен затоа што не значи
еве ти Meditation doing, туку meditation да, practice. еве ти неколку чекори, направи ги, не е терапија тоа, не е прави го 3 Fascinираше недели. сега дека ова зборам од минатата година. И Декември. ја го користам англискиот термин за да му доловам на некој кој што почнува на пример да се интересира за медитација и за бенефити од медитацијата. Ја веднаш пробувам да разјаснам. Види, ова е пракса. Пракса значи лајфстайл. Не е ова понеделник, среда, петок, 3 месеци ќе добиеш тоа и ќе го заборавиме. Не. Кога будистите или кои да, не тврдам дека знам до толку многу, но само знам во суштина дека се вика meditation practice, само заради тоа што тоа треба да е дел од животот, како што стануваш са бајле и се миеш и се средуваш и доручкуваш. Точно ме фасцинира што истото сознание. Дневна пракса е тоа да си се справуваш со нештата што се случуваат во светот. Точно. Не знаеме, никој не знае утре што ќе се случи и таа пракса, и затоа те прашаш по-конкретно, затоа што колку го интересира секако ќе се истражи за медитација, ама мене баш тебе лично ме интересира кои конкретни медитации ги користиш. Моето искуство е следно. Прво треба да имаш според мене знаење што е медитација. Како дефиниција, една не постои. Не. Меѓутоа е состојба каде што ти држиш малку дистанца од телото, умот и емоциите. Тоа е мојата најубава дефиниција последно. Тоа е mindful awareness. Да, и фората што викаме на наш жаргонски јазик. Финтата. Фората е да ако практикуваш редовно медитација, а нема другачие практикување медитација освен редовно, ако практикуваш редовно медитација, да успееш да си медитативен во остатокот од животот, преубаво кажано. Пошто ти практикуваш медитација секој ден и да сакаш и да не сакаш. Да. У моментите кога се одмараш, некој вика да исчистам мисли малце да одмарам. Тоа е медитација. Да. Дај нешто ќе средам ова додека мијам садови, паметот ми оде, тоа е медитација. Медитација е постојано наблюдување на мислите, без да се задржиш на нив. Медитација е како ја практикувам јас, да кажам. Јас ја практикувам бидејќи сум длабоко навлезен во музиката и ме фасцинира поттеклото на идејата за медитација, а тоа е Индија. Ја дефинитивно 80% од медитациите ги поминувам со индиска музика. Добра. Многу тивка, или ако имам некои репетативни звуци, како... Значи, често е само со музика, која што некогаш се поклопува да е мантрање или некоја... Тоа сега да кажем како се повтара, да. Меѓутоа не обрнувам толку внимание на каква конкретно ќе изберам моментот музика, често рандом барам. И пошто сме нели тело, имаме 5 сетила, како јас тоа го гледам. Очите ти се затворени, седиш во лотус поза, затоа што тогаш си фокусиран на една точка. Седиш во лотус поза, затворени ти се очите, едно сетило занемарено. Штом си во лотус поза и си фиксиран, второ сетило е занемарено, добре. Слух, пуштам музика која што има репетативно нешто и значи ме носи она што е животот, циклус, да, циклус, ритам, музиката е нели циклус. Значи останува мирис, обавезно миризлива стапче. И мирис и вкусов пакет. Така да и автоматски сите 5 сетила кои ќе ги ставиш во еден таков систем, тоа значи со телото си завршено. Умот е следното. Умот си доаѓаат мисли какви сакаат. Целата идеја е да не се задржиш на ниедна. Колку си подолго во медитација, толку повеќе можеш мислата да ја видиш дека е мисла. Многу точно. И останува кој си ти на крај. И емоциите дека не си ти, кој си ти на крај никој не го објаснил, нема да го објасниме ни ние. Али таа состојба која ќе ја донесеш во било која работа што ја правиш во животот, да ти е некоја native, односно како се вика на basic состојба твоја, многу повеќе функционираш или имаш
многу по-вистински перформанс на тоа што си ти. Да. Тоа мене ме... Па тоа сега сакам да го вратам на спортскиот аспект, затоа што тоа ме интересираше, претпоставував и барав да ми потврдиш дали снукер играчите, како дел од тренингот за умот, а by the way, ја често медитација го кажувам тренинг за умот, кога немам на некој пола сат да му објаснам, тренинг за умот. Така. Умот, кој што се мисли што е ум, тренинг за тоа. Јасно. Ама имав, од секојаш претпоставував дека снукер играчи медитираат, затоа што тоа е тренинг за умот, а умот им е потребен за перформанс. Особено кога другиот играч ќе почне да игра многу и кога си седиш и чекаш ред, кога прави некој брейк. Значи ти потврдуваш, дали потврдувам, знаеш што за други играчи, за светски играчи. Дали го знаеш Пол Макена? Морам да Еден кажам. од најпопуларните хипнотерапевти во водат во светот, тој што се бави со NLP, невролингвистик програминг. Пол Макена има многу, Андреа Гаси го има вратено на терен. Добро. Многу спортисти има кренато, качено до нивниот максимум перформанс. Само со, он го вика хипнотерапија, меѓутоа само со медитации кои што он им ги води. Има снимено... водени медитации. Да, има во 90-тите снимено и издадено касета. Ја и на касета слушам на средно. Знам, сатријани. Да, добра, да не кажат, ама на часови ги слушаме, наместо професорите. Да не видиме лош пример за наредни генерации. Значи, на касета има издадено Hypnotic Trance за снукер, до кој што јас дојдов пред 4-5 години. И едноставно, фокусирано, конкретно, ставаш слушалици пред меч, тоа го практикуваат многу снукер играчи. Еве, нешто што не сум знал и јас фала имам ти стигнато многу. до касетата, денеска во MP3 издание на некои места скока лошо го префрлиле. Вау! Да, кај што воведот го знам уште мои 15 години Пол Макена го Колку знам. трае тој сешн? Воведот е исти за сите спортови, он има направено за снукер и за неколку други спортови. Ги става слушалките, во стерео е снимено, гласот му е специјален на Пол Макена, значи специјален. Те води со опуштање, со дишење, те ослободува од умот и телото и те носи на терен умствено да ти го изведеш твојот максимален перформанс. Ти кажува себе имаш ваква топка, си во најдобар став, се осеќаш најубаво, ја гледаш целата арена. Те сосредоточува со се што може да ти се случи и те припрема. Имам потребено еднаш ми имаше позитивен исход. Сум гледал мотивациони видеа, не викам дека не. Меѓутоа више не можам да ги гледам така затоа што се освестив што е медитација. Значи, не ми треба ни едно мотивационо видео или ни еден совет, колку што ми треба пракса. Значи, сакам да практикувам медитација и не ми треба да гледам нити видео, нити некој да ми каже можеш подобар си, посилен си. Јасно. Да, тие можеби на почеток некогаш или за време на меч што ги гледаме често на фудбал кога нели се менја играчи и тренеров. Ајде, направи ова. Кеј се мотивациите функционираат. Ама ништо не функционира како clarity, како бистро и јасно, да согледаш ситуацијата јасно, да си донесем во твојот мајндсет и ниедно страно тело да не ти влие. Па добро, тоа е природен тек, некој нешто сега што го зборам оце ново и за мене, пошто последниве 7 месеци сум на intermittent fasting исхрана, значи тоа е свет дел од категорија lifestyle. И за мене е ново, практикувам редовно медитација и уште го немам видено како ќе се изрази во мојата игра. И едва чекам да почне новата сезона. Лани изгубив сезоната, меѓутоа мора да кажам дека сум лани шампион во 6 црвени. Воведовме нова дисциплина. Сепак имаме 2 дисциплини годишно, во едната сум шампион. Во 6 црвени бев шампион во декември, а декември е месец во кој што стандардното беше колку 13 црвени? 15. А декември е месец во кој веќе јас сум 5 месеци со intermittent fasting, со медитација, со таков лайфстайл и дојдов и се осетив спремен и изиграв стварно добро и видов дека има влијание. Значи што го практикуваш, да.
Ама застанеш, нешто се случува. Значи се враќаме на тоа дека постојано. Тука веќе ќе мора мислам секако и на сите гости им кажувам дека не мора еден подкаст да правиме, јас сепак имам бескрајна љубопитност за овие теми ама ова е веќе дефинитивно дека мора пак да дојдеш Thank you, на подкаст, затоа што ме интересира овој перформанс. Сакам да збориме многу на теми. Јас да делиме на луѓето што јас ги тренирам и на кои што пробувам да им ги посочам баш овие ментални аспекти. Им ги кажувам овие работи и сега ти си како еден пример кој што тоа го практикува и сега многу ме интересира како и колку ти влијаело. И затоа ќе се вратиш и подкаст за некој месец. Се надевам веќе летос како ќе се изиграат пола турнири таму до кај август еве да кажеме. Дека више ќе имам некои резултати, ќе дојдам и со резултатот ќе зборам ствари како е. А ако не зборам со резултатот, со едно ќе зборам секогаш со искуството. И зашто таков резултат? Не сум само јас, секој работи. Не, види ти кога кажуваш резултат, јас тоа го сваќам како за тебе лично. Да, се надевам со добар резултат, иначе јас ќе те прашувам, ти лично си имаше резултати за себе такви, перформансот ти беше таков, па превзема и имплементираше одредени техники, неколку месеци, година, 2-3, и после 3 години, како ти за себе резултатот си го гледаш, а дали си седми, први, реално тоа е надвоешен резултат. Одамна не ми има два успеха. Едниот е внатре, едниот е надвор. Важно тој внатре го бркаме. Да, и затоа и тебе многу те почитувам што си посветен. Сега јас малце да ти кажам за тебе без да ме прашаш. Али јас сум фасциниран од твојата посвета во атлетика и во велосипедизам, односно во спорт целосно, затоа што ретко кој ја не познавам лично друг освен тебе, значи кај нас, ретко кој толку си има дадено, длабински, па сега си навлегол и во други категории, па правиш и подкаст, толку темелно или не знам кој збор да го најдам во спортот. Фала ти, во спортот. За мој мерак е, да речеме дека... Да, али више идеш на ниво кај што од за твој мерак оставаш утисак. Што викаат срби, утисак голем и голем пример ќе бидеш за зидни генерации, ќе бидеш огромен пример. Се надевам. Не дека ти завршува времето, you're just getting started. Така. Дали ти се прави кратка пауза, земе некој ново чајче, некоја нова водичка. Океј, ќе направиме некоја пауза. Важи. Еве сме назад, добра пауза, мал се раздвиживме. Екстра. Мене литар вода ми отишло, ти си тука некаде. Павле, преска на кратко само спомнавме за твојот удел во официализирање на спортот, да речеме, во Македонија. И тоа би сакал да те прашам да ми дадеш еден краток историјат за снукерот во Македонија, твојот удел за тоа да настане, да се формира како федерација и општо мене лично ме интересира каква е состојбата денес и како ти ја гледаш и како се надеваш да биде понатака. Така, значи со федерацијата страдавме многу долго време страдавме, пошто имаше една регистрирана асоциација, федерација која што никогаш не доби акредитација и не влезе во функција едноставно, па мораше да се случи тоа што беше единствен избор во моментот, парафедерација се регистрира и се боревме за нешто што е многу важно, нели на почеток спомнав, да се одвојат, беше првата билјар и снукер федерација на Македонија. Како заедно? Да, направивме, односно благодарение на сега председател на снукер федерацијата, Лазар Лазаревски, благодарение на него направивме посебни две здруженија, пред се регистрира како здружение, две федерации, едната е за снукер, а другата е за билјард. И потоа се одвоја работите, тие што сме во снукерот си останавме во снукер, билјардот си го превзема оние кои што се најпосветени таму и кои што организираа претходно клубски локални лиги, така што
сега конечно во 2021 официјалниот документ стигна, имавме еден многу голем проблем со тоа да се прифати дека е спорт. Се Значи, враќаме на истата Се тема. враќа на истата тема затоа што ти порано да отвориш кај нас билјард снукер клуб, го пријавуваш како Сдружение на забавни граѓани. игри, не, забавни игри и плаќаш лиценца за забавни игри. Добро. И у Агенција за млади спорт у категорија спортови не постоја Забава игри. Да. И они не можат на нешто што е забавна игра да дадат акредитација. Ау, видиш. И нас не ни следуваше ни годишен ваучер, ни ништо. За прв пат 2021 година, односно 2020 билјард федерацијата добива акредитација, е признаена како спорт. Имаше некоја грешка, ја коригираа подоцна и ние како како снукер асоцијација, односно сега сме федерација, добиваме тек 2021 документ. Ние сме официјално регистрирани од 2019. Имаме официјално прво државно првенство, нели, кое што јас го освоив. Меѓутоа, со акредитација сме буквално пред неколку месеци и годинава прв влегуваме во ваучер системот. Не знаеме колку финанси ќе добиеме, не е важно. Мислиш на тоа, распределва на средствата. Да. Меѓутоа, до сега све е само финансирано, значи сега реално сите сме давале што го сакаме спортот од себе. Значи финанси за да учествуваш надвор и така натака, освен најголемото нешто мора да го кажам ова. Значи 2020 година јас бев прв и уште двајца, еден јуниор и еден од сеньорите само финансирачки, значи прв пат бевме учесници на европско првенство. Тоа е многу важно. Иако се случи посакуваното не само за нас, за сите, пандемија. Нас не затекна пандемијата. Во Португалија там бевме 5 дена во карантин, па после тоа бевме уште 27 дена во карантин во Македонија. Тоа било баш во почетоците кога беа во почетоците на пандемијата ние заглавивме во Португалија на едно божествено место. Не можам да го опишам, секој треба да те да го види. Албуфеира. Палми на секој чекор или на еден чекор повеќе палми. Феноменално. Додека сте вие таму се прогласува пандемијата. Ние сме граница. заклучени и се одвива како што се одвива турнирот. Океј, имав некој убав перформанс во Six Reds, го победив шампионот на Португалија, што е многу битно. Тој ми е еден така позначен меч, и тоа 3-0 мислам дека го победив него. Така што големо искуство е тоа и голем хепенинг за нашава асоцијација, федерација, издвоја средства колку можеш и тоа сите се пак ние што сме финансирали играчите, па мене ми се покри еден дел. Сега не ме прашувај колку мене ме кошташе да се вратам во Македонија жив, здрав и прав во пандемија. Меѓутоа, најважно е дека се случи нешто со огромна подршка, многу сум благодарен на претседателот на федерација за тоа што го направи, значи буквално мислам дека и последните средства што недостасуваа за да ми се плати некој трошок од хотел, дека ги даде од джеп. Морам да го пофалам. Така што таа федерација, асоцијација е најголема борба и заслуга на претседателот Лазар Лазаревски, автоматски за билјард асоцијација, иако потоа ја превзимаат други, таму е претседател Димитриј Маневски. И тие се тие две асоцијации федерации кои што се по заслуга на секој од нас што сме најинволвирани во спортовите, меѓу кои сум и јас. Бидејќи претходно бев организатор на клубските лиги, знаев како да работите, многу помагав, бев достапен за се. Меѓутоа, кога требаше да се одлучува кои ќе бидат нели секретари, представници и други официјални лица на асоцијација, тука веќе се одлучив да се повлечам. Зошто? Затоа што веќе имам една улога која што ми е неизбежна во федерацијата. Секоја федерација, односно секој клуб што е член на федерација треба да има тренери. Така да јас веќе сум официјален тренер и лиценциран и се повлеков од другите оние што се одговорности, обврски или титули во асоцијацијата, така што останувам да бидам тренер и играч. И тоа што сум го придонесол, се надам дека е добро, бидејќи бев ностоп таму, тоа мислам дека голема подршка. И покрај мене, да речем, и некои играчи се родија нови. Да, ја доста деца истренирав. Може ќе навлезем и во тоа, во тренинг. Коучинг делот, да. Али во главном борбата беше многу долга, мако трпна,
додека да добиеме пред се односно агенцијата за млади спорт да каже да, снукер е спорт, билјард е спорт. И сега веќе вие сте во категорија кај што може државата да ви даде подршка и да примате вие како федерација спонзорства. Ние не можеме спонзорства да земеме. Се е само финансирано добиено од кога, освен некој лично ако сака по име презиме Павле Данилов нати тебе 1000 евро да играј таму турнир. Тоа секогаш било возможно, ќе биде, меѓутоа федерација кога го игра, тука идат нели официјално сите тие спонзорства. Јас можам да најдам фирма која што ќе пушти спонзорство на федерацијата, федерацијата ќе ми покрие трошок. Така што на многу убав пат сме, многу убав пат. Да, баш тоа ќе кажам. Ми звучи дека сте на убав пат, иднината изгледа оптимистичка. Светла е, дефинитивно. Светла иднина за спорт. Да, имаме зголема број на капацитет на маси. Капацитет на маси, дали забележуваш како течат годините и поголемо учество, повеќе луѓе заинтересирани за спорт, помлади, што е најважно почнуваат кога уште телото не им е доразвиено, тогаш се снима или сега претпоставувам во склоп на федерацијата може да се воведат и стратегии на ниво на држава со одредени стандарди за како се одржува турнир, кои се категориите и така. Благодарение пак ќе кажам на нашиот председател кој што се покрај тоа што е зафатен, има фамилија, има работа која што под него има многу луѓе за кои што одговорен. Овде се дава, мислам дека по двете заедно повеќе. Голема благодарност, мислам, такви луѓе ги прават нели големите работи во општеството. Така што благодарение на него сме на перфектно светол пат, кој прошири клубот, во моментов добиваме VIP просторија за тренирање снукер, тоа ќе се случи наредниот период. VIP просторија, тоа значи само членови можат да влезат со картици, со дигитална најава, кој од кога колку тренирал, евиденција невидена. Така што тоа го имаме сега за прв пат, имаме уште неколку приватни маси во Македонија, така што најдобар момент е за снукеров да експандира сега, да убрзам, да процета. Баш убаво, многу ми се свиѓа така оптимистички. Спомна дека си тренер неколку пати и секако тоа ме интересира многу и ќе го спомнеме, ама сепак има еден момент на перформанс на кој што сакам да се навратам и да те прашам како изгледа една криза за време меч и како се пребродува снукер криза за меч, а може би имаш и примери надвор од мечот, ама многу ме интересира како ти лично дефинираш што е криза за време меч во снукер. Да. И ако можеш те молам и мислам дека е многу потешко. И лични примери ако ти се откриваат, да имам лични. Секој сакам да чујам. Секој пораз имам добар пример. За разлика од сите спортови кои што ти можеш физички да се изразиш. Тоа го кажува и Стив Питер, психијатрот на Ронио Саливан. За разлика од сите спортови кои што ти можеш физички да се изразиш, да викнеш, да појако да употребиш кинетичка енергија или било каква физичка енергија во действувањето на спортот, овде не можеш ништо такво. Значи не можеш ти да промашеш топка, одиш на позиција да седнеш, затоа го кажав преска кодекс на однесување. Одиш на позиција да седнеш на столче, а ти доаѓа да превртиш масата. Се ти е криво. Збориме, тоа е сега нешто што ја вртиме таа страница, во иднина не треба да е така за никој. Јас сакам исто да сум најдобар пример. Значи, тоа е тоа што ти доаѓа кога тебе не ти одат работите и во секој спорт ти доаѓа кога не ти оди да се изразиш. Во снукерот немаш многу простор да се изразиш емотивно. И емоцијата се тапка. Како се излегуваш од таа емоција. Во снукерот е позитивна работа што имаш меѓу секоја партија, меѓу секој фрейм, 5 минути пауза. Тука се смениле многу работи. Не дека има некои посебни камбекови во снукер кај што играат од 10
добиени фремови или best of 19, како што ги вика, подобро 19. Не дека си има случајно некој да води 9-0, си има случајно многу малку пати, него што води 9-0 па да сега му се пресече мајндсетот и победува да победи 10-9. Се има случајно. Меѓутоа многу ретко. Историски камбец. А камбеци пресвртници има многу често. Многу често, зошто? Пак ќе кажам дека целосниот лајфстайл го носиш и го презентираш на маса. Ти се покажуваш на масата во играта кој си, што си во моментот во приватниот живот. Со добро познавање на играта, таа флуентност му ја гледаш на играчот како игра. Така што дефинитивно меѓу фреймовите единственото време кај што ти можеш целосно да бидеш сам. Добро. И ако си доволно навежбан да се вратиш во некоја твоја состојба. И после додиш да ја презентираш на маса, да се самомотивираш, да се прочистиш од мисли така натака, значи пак нека медитација. А за време на играта, додека седиш, додека чекаш, ти треба да си постојано во тој. Тоа е тоа што викаме, дали постојано треба да вежбаш, да практикуваш медитација или нешто друго. Значи постојано ти додека чекаш да ти дојде ред, можеш да работиш на себе. И работиш, и секој работи. И секој има одредени ритуали и више ги приметувам играчите што ги знаеш, го гледаш кога ќе седне. Меѓутоа, повеќе body language-от, затоа што никој од нас, што не сме професионалци, јас пак ќе се кажам, не сум професионалец, затоа што не сум во ранг листа. Да, добро. А иначе професионално пристапувам кон спортот, тоа е неминовно, значи и со дрес-код сме и со начинот на сување, така натака. Меѓутоа, оној момент за како ќе се соочиш, нели, со таа ситуација, некои го изразуваат, некои го покажуваат. У моментов кај нас на наше ниво се гледа дека никој не практикува 24/7 медитација и овона и знае да покажат нервоза и овона. И што се случува? Тоа може да биде во снукер, за разлика од други спортови. Има и од други спортови опомени, ама во снукер имаш една опомена, втора опомена и можеш да се спакуваш и да си одиш. Опомена од судијата? За некаков испад? Да. Кај нас често се случува тоа. Имаме играчи кои што не може да ги додржат емоциите и ќе експлодира. Значи ќе пукне, ќе викне, значи, извини, ќе удри штеката од земја. Останува ти колку си свесен, посветен во ова, колку си медитативен, ќе го потребуваме често, да тоа не ти влие. Да. А ако нема судија, ако не се разбереш, може да влезеш ти во улога на тоа, нели, на судија да се расправаш и излегуваш од контекст на тоа што е снукерот. Не навлегуваме таму, постигнаме стандард, имаме тројца лиценцирани судии кај нас. Од кој едната судика Ана Србиновска на Европско првенство судеше и заедно заглавивме во карантин тогаш во Португалија. Таа како судија? Да. Таа учествуваше прв пат како судија, не прв пат како играч. Браво. Јуниорот Филип Нешковски, да го спомнам, кој што е невиден талент, зборот ќе го потребиме, и кој што ќе ни се врати сега пак во игра во пандемија, направи пауза и пак некои од тие што повише се пазеа. Корча Гинец од нашата школа. Да. Има некои исти професори, двајца, често ги спомнувам. Тој ми ученик на мене. Јас сум му тренер на Филип, ќе спомнеме за тренер со пак сега. Сакам да кажам за моментот во играта, значи дефинитивно тие минути меѓу мечот, се минути кои што меѓу фреймот, меѓу првиот и вториот и третиот и сите останати фреймови до крајот на мечот, се кај што можеш пак целосно сам да бидеш, за да помалку надворешни фактори ти влијат, повеќе да се соземеш, повеќе, ја би рекол, да се потсетиш кој си и што си. Затоа што иначе ти влијаат сите работи, ако не си доволно спремен, се ти смета. И крив ти е некој друг на секој твое промашување. Интересно е во снукерот, ова е огромна тема, меѓутоа интересно е во снукерот, за разлика и од билјардот, еве да кажам, дека ти постојано се бориш со себе. Значи, постојано се бориш со себе. Точно. Закон на физика имаш. Еднаков е и за мене и за противникот. Истата маса ја играме, истата истите топки, истиот воздух, истата атмосфера е тука, истата публика е за сите. Меѓутоа,
борбата е со самиот себе си. Резултатот Од себе да го извадиш од тебе максимум. зависи, Затоа да. пак ќе се враќам истото секогаш, колку повеќе си спремен, колку повеќе лајфстајлот е. Така. Нешто што ме интересира од тренерски аспект, и ти како снукер тренер, ете го спомна Филип. Да, Филип ти е, се вика, како се вика во снукер терминологија, ти е студент, ти е Студент. играч. Да, студент. Ученик не ги викаме, Да. што доаѓа да научи техника, Ученик. али понатака ти станува Добро. Како и да, ти си ти си понатака му ментор, да. тренер на тренер на играчот. Самата твоја комуникација со играчот, ти како тренер, тој како играч, пробај да ми доловиш колку време и труд се троши на техничкиот аспект, на физичкиот дел, на тие повторувања до ниво на перфекција, а колку од тренажниот процес, од тренажните знаења што треба да му ги пренесеш на тој играч, а колку од нив се на овој ментален аспект. Многу ме интересира динамиката на самиот тренинг. Доаѓа играчот на тренинг, претпоставувам ти како тренер имаш одредена структура и план, неделен, месечен, годишен, со неодредени цели, прогреси, како се мерат. Таа секојдневна динамика на самиот тренажен процес како изгледа меѓу тренер и играч во снукер? Јас ќе кажам од моје искуство, затоа што еве тројца лиценцирани тренери кај нас, кои што сме во постојана координација, кои што како прави се информираме, водиме заеднички дневник за тренинзите. Сите тројца имаме различен стил, пристап кон тренирањето, меѓутоа исто сме обучени за техниката. Техниката пренесуваме by the book. Тоа е претпоставував. Си постојат одредени техники, тоа е тренингот, така се постигнува тоа. Дефинитивно, значи таа физиката, ако ја држиш вака раката нишало, значи кој ќе дојде најдоле, тогаш има најголема сила. Секогаш му е вертикална раката, сега да немаме. И сега на самиот тренинг колку време се посветува на такви работи? Сега пошто не учеа 50% техника, 50% психологија, некој може би настојува да го дели временски тоа. Јас за мене ќе зборам од искуство. Јас како им пристапувам, кога ќе дојде на тренинг нов. Прво, и тоа не научи и туторот Брандо или Братислав Крстев, скратено Брандо, така е познат насекаде, научи дека треба да станеме пријатели со студентот. Зошто? Прво, почесто се даваат индивидуални тренинзи во снуки. Групни, можам да имав видам еден како проект, разбирам. реализиравме еден проект снуке работилница, го изведовме за еден викенд, 12 учесници, групно е окей да пренесеш знаење. Некои основни површни информации. Да. Ама да развиеш кај некој нешто, мора индивидуална работа. Логично. Индивидуална работа и така што јас со нови кои ќе дојдат кај мене, прво ги упознавам. Тоа е првото што правам. Прво се упознавам со ученикот, колку години е, што предрува во животот, зашто сака да игра снукер. И обавезно тоа е од големо значење, доаме да пополнат еден лист на сите. Што сакаш да постигнеш со снукер? Да. Многу важна работа, затоа што некој ако дојде, јас така во изјавата на ЕПСА, Европската федерација, јас сум спремен да ги тренирам, толку многу што се тие спремни да... Така е во секое тренерство. Ја искуството ќе предам и знаењето. И ќе работам со него затоа што нормално ти кога правиш нешто, други очи кои те гледат, тоа е тренерството уствари. Не дека он не може да ги знае сите работи, може да му ги... Ние 3 дена ја земавме првата обука од табајле до вечер. Меѓутоа тренерството кај мене е пред се упознавање, потоа тренингот тече на техника 90%. Аха. А 10% временски, а 10% е совети, можеби, кажување како треба некои работи. Меѓутоа, у целото време применуваш, затоа кажав секој различно, јас лично, применувам начин на комуникација каде што го пратам
Значи мора секој е посебен производ. Да. Не може со сите исто. Не Много може ми се свиѓа. не може ми дошле, имав најстариот ученик на 71 година. Оу, браво. И вика, јас сакам да учам билјард. И ја викам, ти ако сакаш, ја уште повеќе сакам од тебе, ќе те учам. Тој сакаше билјард, бидејќи ние сме лиценцирани за техниката и за билјард и за снукер може да даваме. Јасно. Да, школа. Така што збориме за техника, како се држиш, така како се удара, иако таму е различна играта. Така да секој е различен производ, секој е различно. Не, многу нешто. убаво ми го сумираше Да, и како тренер. со секој имам исти различен пристап, истот аспект дека се упознавам и дека им го работам систематски предавањето на знаењето. Тоа е техника по техника, тоа не беше укажано на почетокот, дека е многу важно. Никогаш да не го учиш повеќе од една работа на тренинг. Да. Тоа сигурно ти е познато од кога се навлезе во спортовите. Учење вештини си, Да. бара одреден фокус. И процедурата завршува не често, ама на неколку тренинзи со едно оценување на слика, правење на тоа, му се дават неколку вежби и го анализираш, да анализи обавезно, имаш слики како прогресира. Многу убава програма на Европска федерација, страшно добра направена програма, значи за сите детали на ставот, на изведувањето на ударот, shot approach, како се влегува во удар, значи сите детални моменти од техниката на изведување на удар. Така што некојаш не често завршуваат тренинзите со анализа и исто така и домашна работа. Знаеме да им дадеме и домашна работа. Тоа значи ако денеска сме вежбале мост, како се поставува мостот, и сме изиграле 50 удари на тренингот, може да му дадам за домашно да изигра уште 50 такви удари и да ми каже перформанс со таков мост, колку топки внесол таа позиција. И да ми даде извештај. И обавезно бараш фидбек. Значи постојано да има размена, за да се осека и прогресот на двете страни. Никако ние како тренери не сакаме да одиме да даваме тренинг ако не осеќаме прогрес. Кој што реално нити финансиски нешто посебно ефтине, да кажеме, снукер тренингот. Секој тренинг е нас ефтин. Ако некој сака да се посвети, тука се занемаруваат сите тие работи, така што главна работа е да има фидбек е подеднаков. И мислам дека колку се дале студентиве, ние повеќе сме се дале до се. И резултатот соодветствува, баш право пропорционален. Што јас разбрав од ова е нешто што и јас од искуство лично можам да го потврдам, тој индивидуален пристап. И толку е важно, следно што ќе пробам да го доловам, што важи не само за снукер. Секој тренер-студент однос, успехот на што сакаме да постигнеме, многу зависи од тоа што ти го посочи, техничката информација ја има и на книга. Може да се седне, да се прочита, види се во огледало, сними се, пробај се, окей. Начинот на кој што ја кажуваш информацијата зависи од секоја индивидуа различно. Така е. И затоа многу ми се свига што ти инсистираш прво да се запознаеш со личноста на прилично неповршинско ниво, за да можеш да го знаеш како човек каква комуникација најмногу му одговара на него, во кој емотивен статус се наоѓа, денес, утре, не е секој ден исти, во која состојба е студентот секој ден и во склад со тоа ти да му ја пренесеш техничката информација која што некогаш може и да не биде примена, само заради несинхронизирање на тие, како се кажат, intangibles, тоа е работа на чувства, како го осеќаш студентот. Точно, бев пофален, малце сам ќе се. И тоа, извини, тоа сакам да кажам, тоа важи за се. И затоа е клучна улогата на тренерот. Инаку, ете ги клиповите, ете ги книгите, читајте си, правите си, ама не работи така. Бев пофален од овој туторот дека сум добар ментал коуч. Значи, ментал коуч, уствари,
основата сега Да. зашто збораме. Може да го имаш целото знаење на светот, ако го немаш ќе го изгуглаш. Да. Викам, знаење запишана работа достапна за секој денеска. Можеш да го имаш целото знаење, ама може да ги немаш очите, да го видиш кај ученикот што му треба. Едино нешто со што мислам дека тренери во сите спортови треба да се занимаваат е да го развиваат сензор за проценка. На кој што му треба во моментот. Знаеш како јас тоа На го кој што викам. му треба, тоа ќе му го дадеш. И многу ме интересира дали ќе се согласиш, затоа што у последно време сам се прашувам и се двоумам дали да почнам да го воведувам како термин, затоа што бар јас до сега не сум го сретнал и ме интересира твоето мислење. А тоа е не знам ни сам како coaching empathy. Јас имам забележано дека мојот пристап е многу базиран на емпатија. Емпатија во смисла Друг нема. синхронизирање Ама друг со пристап нема. другиот. Нема друг пристап. Некои пробуваат технички информациите да ги проследат. Сувопарно работење. Како мислиш да го формулираме Немец тоа? човек сум кој што цел живот е приватњак во све што прави. Сувопарно никогаш нема да успееш. Мора да се дадеш со емоција, значи. Како да го кажеме? Спорт емпати? Може да кажеме? Да, тренерска коучинг почнеме- емпати, коучинг емпати. Коуч емпати, спорт емпати. Или деливери емпати, значи кога даваш нешто да го даваш со сенс дека тоа му треба, дека. Значи дефинитивно и само тој начин е според мен. Нема Супер. друг начин. Се Ќе слагам. размислам уште малце ќе Знаеш почнам како да викаме ние? воведувам терминот. Да, измисли термин твој и патентирај го. А, А ја имам да ти кажам се согласам 147%. Ние стално викаме 147, пошто е максимумот, после тоа максимум, нема. да. Да. Така да се согласам за ова 147%. Друг начин на пристап за да дадеш нешто нема, според мен. баш убаво. Мора да спомнеме нешто што јас се воодушевив кога го дознав за тебе, а тоа е снукер он. Закажување. Да. Снукер он. Да, Јас имам. нема да кажам ништо повеќе. Така. Јас само ќе кажам снукер он и те молам раскажи ми што е тоа, зошто го направи, кои ти се плановите се тоа понатака, колку тебе ти се открива. 2016 одам прв пат на турнир надвор во Бугарија. И пишувавме на едни табли со едни железца со бројчиња и мрдаш и покажуваш колку поени имаш. Пишувавме резултати кај нас додека играме на аналогни табли, Да. кои што ако најдеш слики за снукер од 1905 година, Истите се. таблите се тие, да, само ново произведени, со друг фонд, што би рекле. И тие бројчиња ги гледам, пишуваме и се научивме кај нас, еден пишува на една цртка, друг на друга и надвор кога искочив во Бугарија, гледам бугарите по две цртки мрдаат, ама едниот играч ја мрда едната цртка кога другиот прави брейк, кога прави поени и другиот доаѓа го потврдува тоа. Викам, што? Викам, сите различно пишуваме. Викам, дај со апликација нешто да видам да смислам ја ова она, кога се вратив од третиот турнир таа година, на 3 турнира веќе се спријатели со бугарите, направивме на таква релација. Значи МКБ имаме една група, као фамилија сме, тоа нешто неверојатно како функционираме. Пошто снукер има за мене како спорт највисоко ниво на респект према опонентите. Мислам дека ова се случи ние Па тоа е дел од кодексот. дел од кодексот и ова дали дека сме толку блиски нели со бугарите како нација и како како нации и како дистанца физичка како од историјата од минатото како луѓе слични сме. Доставно најдовме на таков јазик, на таква конекција се оствари и ден денеска сме управува комуникација кога се организира интернационален турнир, право гледаме кои да поканиме бугарите. Не ги занемарувам другите, албанците се посебни исто интересни луѓе, доаѓаат на сите турнири, едва и чекаат да ги викнеме. Албанците се посебна приказ на колку го сакаат снукерот. Значи тие што го играат. Да, има таму големи потенцијали. И нема врска да Се не враќаш од турнир. Се враќам од турнир 28 декември 2016 и ја влегувам кај нас во клуб со нови перцепции, со нови мотивации за како нешто да се
подобри во начинов на запишување, викам, не може вака. Не може вака, земав лист, земав пенкало, викам, ја ќе направам на таблет, да се запишува и така го работам софтверот, направам на таблет, кој што ќе го закачиме на зид, да се запишуваме поени и како ги пишуваме поените, да се зачувуваат на веб нешто, на апликација ова. Како што го кажав, тоа го нацртав на лист, заминав дома, дигнав температура, немаше тогаш, тоа последен пат да се разболам, дигнав температура и прва нова година ја седам дома, ама само на тоа мислам. Софтвер, апликација, како да пишуваме, како едноставно. И само на тоа мислам. И сега познавајќи го снукерот како спорт, познавајќи што му е потребно на играчот за да е најрастеретен додека игра, а поените да му се запишуваат без тој да има маркер, судија и цела екипа позади, да дојдат едноставно двајца да играат, бев, значи, од самото познавање на играта бев асоциран како таа апликација да игра. И се случува да споиш две области што ги знаеш. Најдобра позиција за да две области што ги знам. Снукер, програмирање, да направам нешто што ќе биде корисно. Тоа е формулата за успех, нели? Да не бараш кај ќе го правиш производот, туку нешто што им треба на луѓето, проблемот, да бараш проблеми и решенија за нив. И те молам, опиши го сега по-конкретно тој продукт. Почнав да правам продукт. Не е само софтвер. Сега ќе го кажам, точно. Јас сум првата љубов ми електроника, од детство ја кажав. Почнав да го правам софтверот само со една визија. Да ни олесни на нас пишувањето. Никаква визија дека јас утре ќе го направам тоа производ, што ќе има официјална онлайн цена и формулар каде што ти можеш да го купиш, да го платиш, да го нарачаш и дека ќе ти стигне и физички како уред и софтвер. Стигам за неколку месеци до ниво да софтверот више нема багови, нема грешки при работа. Го користиме на еден таблет, на едната маса, единствено што имаме во 2016-17 кај нас за снукер. 2017 се прошируваме на две маси во клубов. Така што стигам до ниво кај што јас викам, почекај малце, ова ти е супер, зашто да не го понудиш да го користите другите, нели сакаше стандард да правиш и ги спои двете работи, сакаше стандард да правиш, направи апликација за вас, ајде прошири го стандардот, да се прифати стандардот надва. Контакт со сите што остварив од Бугарија, што мислите кај вас у клуб она, да го протнам, да го пикнам и ми текнува, чекај малце. Ова може да биде комплетен производ со лайв стриминг. Тука више се споја работите. Некој викаат универзумот, така ги сврзува работите. Како најдов еден програмер од Словачка, ми заврши за камера делот за видеопродукцијата, автоматски да се продуцира. Па направивме API кој разбира програмирање. Направивме API што ќе комуницира со мојата апликација. Едноставно сврзавме све, ми заврши работа човекот и јас више почнав да го размислам како може ова да изгледа како производ, да направам и да лечинско играчите додека играат, да си седат, да си пишуваат резултати од местото каде што седат. Почнав да навлегувам многу ноќи неспиени, многу труд, многу работа како и за се што треба во животот. Се вложив и никна производот буквално за една година. Јас веќе 2018 февруари го презентирав мојот производ во Бугарија на Европско првенство по снукер. Го поставив на 3 масти со пикање, со молење. За ова треба посебна може подкаст емисија да направиме. Официјално првенство се водеше скор. Не, се водеше на нивните, ама дополнително и на моите 3 се водеше скор. Успеав три системи. Да, успеав 3 системи да ги увалам, што викаат, да им ги закачам на 3 маси и како пишуваат резултати, па јас им ги превземав нивните, се запишуваа сами и испоставив од моите камери да се стримаат мечевите. Јас тука правам некоја мала популарност, нормално претходно закупив домен снукер.on, кој што ми се допаѓаше името као снукер on, онлайн. Снукер on, кога има снукер за гледање, како и он уклучено, како и он онлайн. И ако сега се уклучиш на снукер некаде да гледаш, денеска во секој момент кој да се уклучи, голема гордост ми е, кој да се уклучи на snookeron.com има да види од 15 на држави мечеви во живо. Да, голем успех и голема иднина, уште производот се развива, постојано се развива. Многу тешкоти за време на пандемијата, сите клубови во цела Европа кај што имам продадено системи беа затворени. И ја доживувам криза крах, каде што не можам да го продам производот на нови клубови кои ќе отворив во пандемија клуб, кои што клубови не работат, се е затворено локдаун. И тие што работат, кој од нив ќе сака да ти продолжи да ти го користи како услуга,
И ма вкара голем, меѓутоа знаев дека ќе дојде и доаѓа веќе дојде момент кога што се врати, а сите крај на пандемијата доаѓа полека, ја мирисаме сите. Клубовите се отварат. Сите се се отворија више влани играат кои со некои рестрикции веќе производот пак се користи како што треба, има нови продажби. И најинтересното што сакам да го кажам, го прифатија, значи го имам во клубовите во Албанија, во Србија, во Бугарија, со тие што најчесто нели разменуваме. Балканско првенство почна да се организира така што се игра Балканско првенство на моите системи. Браво. Голема гордост, голем успех, пресреќен сум, значи не можам да опишам која среќа да знаеш дека на твојот систем во секоја секунда стотици играчи, не можам уште илјадници да кажам, али во секоја секунда десетици, стотици знаат да го кликат, да го користат, да го прегледуваат сајтот, да ги гледат нивните статистики на нешто што ти си создал. И кога ги споиш две работи, се случи интересно ова што сакам да го кажам цело време. Седнавме со албанците, бугарите и нашите играчи, седнавме на пауза на еден турнир и кажувавме колку е важно да си посветен за да успееш, затоа што знаеме колку е тежок спортов, колку бара посвета и си збориме онако отворено, за да дојдеш и до ниво да ти заработуваш од спортот. И сега зборат овие, па никој кај нас на Балкан не заработува од спортот, и само јас тука беше не смешно, кај јас заработувам. Ама со производот, важно од спортот. Така што да, останувам во спортов од два аспекти. И како играч, и како... И бизнес, и pleasure. Прилго. Значи, ја мора да кажам дека... Love story со снукерот. Многу малку од оваа приказна знаев, искрено, значи, само знаев дека Павле, мојот другар од средно, кога не мешаа луѓе, си личевме дури, памтам. Да, и мора ти признам, значи, кога слушам вака ми е стварно убаво што тоа е многу убава приказна, ти посакувам се најубавото. Многу голем успех, во суштина требаше да им олесни на играчите многу работа, а во исто време да имаш автоматска продукција и да се стримаат гости во клубови, доаѓаат, кликат, со еден клик се лайв, тоа не го кажав. Магијата на мојот производ е што со еден клик си лайв. Браво. И може да те гледа кој сака. Го шеруваш линкот. И тоа помогнав многу и на судиите, снукер судиите со далинската. Десислава Божилова во моментов има и светско првенство судено. Една од топ 3-4 може да се каже, 3-4 судии се најпопуларни во светот во снукер. Јан Верхаз, Десислава, така натака, да не ги набројувам. Десислава е презадоволна и веќе го има покажано системот на некои познати судии. Целта на системов е еден ден да стигне на официјални турнири. Тоа ќе кажав, дека најубавиот дел од оваа приказна е што отвара едни цели други нови хоризонти за да ти се оствари тебе таа прва невозможна цел за да тоа стане стандард. А за нешто да стане стандард, значи треба да биде на светско ниво, официјални првенства, светски, европски и дай Боже и најврвните светски имиња утре да се... Да, па стигна, еве едно, јас неколку многу си имам вложено во ова, многу инвестирам, значи постојано. Што се вика, целата заработка ја давам пак назад, за да тоа се тркала и расте како нели сноубол. Да, значи последниот дониран систем за снукерен систем ми е на менаџерот на Рони Осалива. Джейсон Франсис добие систем од мене. Јас нема да додатам коментар. Да. И веќе во ноември јуниорската англиска лига на една маса се пренесуваше со мојот систем, така што здравје Боже, како викаат на наши народски кажано, би требало да доминирам во снукер технологијата. Мене тоа ми звучи како не постоело воопшто концепт за такво нешто во снукер и ти си сега не само ти си еден начин визионер во нешто што фалело. Да. Во тој спорт и ми се надоврзува и на темата со која што ќе мора да завршиме оваа епизода, а за наредна ќе продолжиме, а тоа е иднината. Твојата иднина во спортот, твојата иднина во продуктот, во снукерот, во... Да, дефинитивно.
Како ти гледаш? Дефинитивно има иднина. Зашто? Затоа што business and pleasure. Сите одат целат кон тоа, јас веќе го добив со две области, добив една така поголема, поопширена област. Секојдневно сум достапен на сите клиенти што ми се на снукерон и секојдневно сум достапен на тема снукер. Деновите кога имам време тренирам, кога имам време давам тренинзи. Иднината ми е голема поглед на снукерот од двата аспекти и нема што да се двоумам дека некојаш би се откажал во како викавме нај лошо сценарио. Може да останам само тренер еден ден, затоа што нема да имам време да се посветам да тренирам во аспект на тоа дали фамилија ако направам или едноставно се зафатам со некои други области, таков ми мене цел живот, но влегувам во нови области. Така што мислам дека никогаш нема да го оставам од некаков аспект. Спортот снукер. Да, некаков аспект нема никогаш да го оставам. Тренинзи ќе давам поинтензивни во иднина, што значи тоа не поинтензивно у бројки, туку ќе се зафатам можеби со неколку играчи во иднина, со кои што ќе се посветам повеќе да работам и да ги направам појаки играчи. Да ги направам, кога викам сами стануваат играчи, и тоа да работам повеќе време со нив, да ги забележувам сите работи кај нив што може да ги подобрам, да им помогнам. Тоа дефинитивно ќе се случи. Производот ќе го развивам до бесконечни, до artificial intelligence, значи до бесконечни размери. Така што иднината ми е огромна. Федерација, кај нас за Македонија да кажам федерацијава е на најдобар пат до сега. Имаме повеќе капацитет на маси конечно. Така што тој поглед ќе се развиваме, се надевам на триплицирање на бројката на играчи кои што активни се реално 20 и нешто играчи до 30. 40 спомнувавме лани, меѓутоа да бидам пореален, 25-6 играчи се активни. Ма нека бидат 1000. Да, али ќе го триплицираме во наредните 2 години. Така го осеќаме дека токај да се 25 до 100 играчи, да. Некоја таква бројка сенчери, што би се рекло. Играчи мислам дека во наредните 2 години ќе постигнеме, збориме за активни играчи. Љубители има постојано. Да. Љубител можеш да бидеш и ти, било кој ќе дојде да изигра еднаш два пати. Не, активни што регистрирани играчи, регистрирани во федерација, да изигравме турнирот 26 мислам минатава година. Така што таа е некоја бројка на активни и ќе расте, иднината е огромна. Ептен сум среќен, не знам како да ти кажам што сме добра екипа, више собрана, изфилтрирана екипа, имаше луѓе што пробува, па не го подржува кодексот, едноставно го напушта. Никогаш не паднавме ние на нивно ниво, туку го државме нивото и кој успеа ни се прикачи на нас. Кој не успеа да се напушти и сега чекаме да расте таа толку буквално. Павле, пресветла иднина, јас од се срце ти посакувам сите можни успеси и знам дека ти тоа ќе си го преземеш за свој личен развој. Сакав јас да ти спрашувам тебе, ама ја ќе направам некој подкаст. Ти имаш сакаш нешто да кратко да завршиме. Значи толку години се знаеме, а колку малку у последниве години сме се слушнали и виделе. За жал тоа. Да, може би на кратко нешто само да ми кажеш, чисто да освежиш оваа епизода. Да ми кажеш на што највеќе работеше изминативе 10 години, кога не сме се виделе, најмногу на што работеше. Сигурно си работел на многу работи, ми кажа сам дека на mindset. Да. Повеќето време. И тоа е највеќе ти кажи на кратко што. Јас најмногу. Да. 10 години. Комен период. Па да, да издвоиш нешто за да биде кратко, да. Иначе за тебе последни 147 подкасти ќе Да, не, нормално, спомнавме многу работи што сме на иста фреквенција, личен развој, 10 години, тоа се веќе 3 спортови, значи тоа е за крајот на атлетиката, бев триатлон, но ако едно нешто морам да издвојам како заедничко... Иако е тешко за мене. Да, значи, окей, фактите се дека имам сменато неколку спортови, сега е велосипедизам во фокус. Ако едно нешто заедничко во сето тоа е некаде во средината на тие 10, да речеме пред околу 5 години, сватив дека таа интерна, внатрешна мотивација што ја имам
за секогаш во нешто да напредувам, мора да има и некаков ефект што е вон мене. Ако треба да одвојам едно нешто на кое што активно посветив труд, е да најдам нешто Печат да оставиш. со кое Да што оставиш. моите искуства и моите тренинзи и развој и се да не е за мене. Значи, го спомнавме и егото, тоа е целоживотна пракса, тоа си работам на себе скоро секој ден. И откако делумно се ослободив од тоа его, откако делумно си реализирав многу желби и мои спортски и лични, разбрав дека треба да се го посветиме животот и на нешто што е вон нас. Да, поголемо. Односно Да е поголемо тоа што од сме го нас. сработиле, да го Да е оставиме, поголемо, да го да е оставиме како пример. и да е без очекувања безусловно да е. Така, Да нема услов, да нема го правам затоа што очекувам нешто за возврат. така. Така да тоа би рекол дека е една заедничка, Супер. така некоја нишка што не знаев, мора да признам, не знаев дека е тоа што го бркав низ текот на годините. Активно практикувајќи многу од менталните тренинзи, да речеме, го разбрав, значи признавам, не знаев дека е тоа случајот и како течат годините сваќам дека тоа бар за мене најисполнувачко, па сега кој како ќе... Па да, добро, просветление. Пошто Така, ќе да постигнеш, речеме ќе тоа. се надминеш, ќе се и ќе се надминеш, тоа нема крај. Али еден ден ќе сватиш Мора тоа да... што Не е за мене. Да, еден ден ќе сватиш дека ние сме сега да не избегаме многу темата, ама еден голем организам сме, сите сме поврзани. Да. Така да се што правиш и за добар пример за останатите да одат на прав пат. Супер, многу ми беше мило. Павле, фала те, дефинитивно Фала на уште една епизода ќе правиме. Тука мора да завршиме и така.